Ние мора да кажеме дека левавме во НАТО и пред Финска и пред Шведска, кои што беа традиционално независни држави и безмалку апансас инсистираа да влезат во НАТО. Што сака да каже дека НАТО не е сојуз кој те приморува да влезеш во него, туку е тоа на доброволна основа. Следно, ако веќе што би било со Македонија доколку не би била членка на НАТО, јас се согласувам со најголемиот број од македонските граѓани дека условите под кои што влеговме во НАТО не беа баш пријатни за Македонија. Ние станавме членка и дел од најсилниот колективен военно-политички сојуз. Барањето и декларацијата, подпишаната декларација од сите, не сум сигурен дали Шпанија подпиша, не ме држите за збор, но од останатите 31 земја членка на НАТО за 5%, јас лично ја поздравам како офицер затоа што тоа ќе значи модернизација и за армијата. Значи тоа значи и инпут во економијата. Со тоа што внимавајте, од тие 5% тоа го кажа и министерот за надворешни работи наш и заменик генералниот секретар, односно заменичка генерална секретарка на НАТО, дека 3,5% ќе одат за модернизација и опремување на армијата и вооружување, а 1,5% ќе оди во вложувања во државите. Што значи дека ќе се вложува генерално или главно во критичната инфраструктура, а тоа се автопатишта, виадукти, аеродроми, мостови и така натаму, она што популарно што се најавува дека веќе се гради. Да.